Проблемот со загадувањето во Берово и понатаму продолжува во текот на зимскиот период. Според анализите обработувани со години наназад, најголемото загадување доаѓа од домаќинствата. Согласно податоците од државниот автоматски мониторинг систем за квалитет на амбиентот на воздухот, одмерното место во Берово од 1 декември 2022 година до ден денес се бележат благи надминувања на средновековната гранична вредност за PM10 честички од 50 микрограми на метар кубен. Според извештајот од станицата, во декември 2023 година 19 дена била надмината 24 часовната граница вредност на PM10 честички во воздухот. Во јануари такви денови имало 11. Инаку на границата на источниот регион има само една мерна станица и тоа во Берово. Дополнителен извор за голема загаденост на Берово се и дел од институциите кои се греат на мазут. Токму затоа потребна е промена на грејните тела зимскиот период, за беровчани да уживаат во чист воздух, бидејќи самата Малешевија е белите извори на истокот. Секако дека доколку сите јавни објекти, ние како општина, значи имаме надлежност врз тие кои се на локално ниво, ги подобрат своите капацитети за грејење, значи говорам за самите котли во кои се горува, значи тој мазут, истовремено самите оџаци, ако тие редовно се сервисираат или извршат својата соодветна реконструкција во однос на времето во кој били инсталирани, секако дека тоа значително ќе влијае, а истовремено ќе биде и повод и кон граѓаните да можат да поминат на поквалитетни извори на енергија со кои би ги загревале своите простори во текот на зимскиот период, кога пиковите на загаденост во Берово се навистина на високо ниво. Градоначалникот на Берово апелира до граѓаните навремено да ги исчистат оџаците пред да започне грејната сезона, а воедно да се изврши и соодветна реконструкција. Додава дека со поставувањето на фотоволтаици ќе се намали загадувањето, се со цел на граѓаните да им се обезбеди поквалитетен живот и за загревање да користат поквалитетни извори кога пикот на загаденост во Берово е на највисок степен.